Општина Кочани организираше јавна трибина за загадувањето што го предизвикува фабриката за хартија Paper Mill, на која присуствуваа граѓани, членови на граѓански здруженија и представници од локалната самоуправа и од Државниот инспекторат за животна средина. На трибината, што помина во напната атмосфера, граѓаните упатија барање за институционално решавање на проблемот со загаденоста на воздухот, водата и почвата, но и критики кон надлежните државни и општински служби за тригодишното нарушување на животната средина и непочитувањето на одредбите од интегрираната еколошка дозвола што ја добила фабриката. При тоа беше заклучено дека, иако е обврзана, Paper Mill нема поставено собствена мерна станица за испуштањето честички во воздухот, а службите во општината и во комуналното предпријатие Водовод дале согласност каналот за отпадни води од фабриката да се третира како комунална канализација, со што се овозможило добивање на дозволата за работа. Paper Mill на почеток, кога се отворија беа енормни загадувања, затоа што немаше филтер, никаков, ни котел, ни филтер. Со Ана Петревска, додека беше таа директор на ДЖС, се направија нас погодување, се дадеа, се казнија, не се казнија, не знам, пошто не бев јас инспектор тогаш, пошто беше Благо и колегата од Провиш. Ставија филтри, до кој степен ги дотераа параметрите, добивам анализи од мониторинг компанија од Бугарија, акредитирани и овде од Македонија. Значи поединечно. Второто прашање ви беше за медни станици. Нема Paper Mill на самата локација, интернетно или собствено. Да мерат по свој цел. Зошто јас не ми ги прифатила, оти не се акредитирани. Сакам да добијам параметри од акредитирана лабораторија. Ги правам компаративно и ги споредувам со одобрената интегрирана дозвола. Добра иницијатива, подписи, петиција, но до МЖС или поточно управата која ги одобрува. Поточно министерот за животна средина. Довербата помеѓу институциите и луѓето ја нема, тоа можете сами да го видите, да го констатирате. И ние немаме добра веќе после 3 години зборени и диалог во празно, бидејќи тоа не е диалог во насочен, туку е диалог во различни правци, бидејќи ние кажуваме дека градите не болат, вие ни кажувате какви се вашите мерења. Фабриката сама избира акредитирана лабораторија за да врши мерења на испуштањето штетни честички во воздухот, при што за нив во дозволата наместо лимит од 50 стои 150 микрограми на кубен метар. За ова се спомена дека се работи за некаква техничка или писмена грешка, но тоа досега никој не го коригирал. Целиот предмет кој го водевме со Paper Mill, додека почнуваше со работа, се уште немаше интегрирана дозвола, падна на комисија за спогодување и понатаму по закон за општа управна постапка не продолжи, затоа што од самата општина даде допис дека Paper Mill со отпадните води влегува во канализација. И се уште тие се произнесуваат дека тоа е канализација. Викам, не може да ме убедите, ова е отпадна вода во канал. Не вика за нас е тоа канализација. Значи, ако почнеме да соработуваме сите заедно, значи општинската администрација, комуналниот инспектор и инспекторот за животна средина треба да си го опфатат целиот терен, да си направат инспектажа и сите тие фирми да ги стават во ред. Представниците на инспекторатот рекоа дека тие не го проверуваат составот и квалитетот на пелетите што се согоруваат како енергенс, туку само ги земаат податоците од декларацијата на производителот. Граѓаните изразија сомневање дека поради коруптивно однесување поднесената тужба против загадувањето од Paper Mill е заглавена во обвинителско-судските лавиринти. Мерната опрема со која располагал Државниот инспекторат пред неколку години била однесена во друга институција. Затоа што Paper Mill има голема количина отпадна вода, уствари потрошена вода, која што е прљава со хартиени примеси. Која е целта? Целта им е да си ги вратат назад хартиените примеси, а да ја пречистат до тој степен и да ја пуштат у канализација.
така име одобрена, а интегрирана еколошка дозвола. По тој став ние ги задолжуваме. Подршка за институционалното решавање на проблемот со загадувањето од Paper Mill даде и градоначалникот Љупчо Папазов. Иако на пошумувањето пред 10 дена, за кое фабриката донираше садници, истакна дека се работи за општествено одговорна компанија. Да излеземе со сет од констатации и предлози од денешниот настан. Да го конципирате тоа добро, дали ќе оди како повикот тука од Собирот, дали ќе го доставите до Советот, дали до институциите во општината, оценете сами, ама дајте да извлечеме десет од констатации и барања кои ќе одат натаму. Секако за тоа сме тука. И еве уште еднаш поздрав до денешниот настан. Сметам дека ова е вистинскиот пат и секогаш ќе бидеме на линија. Граѓанскиот иницијативен одбор, кој досега организираше повеќе протести против аерозагадувањето, ќе поднесе писмено барање до Министерството за животна средина заради преиспитување на интегрираната дозвола што ја поседува Paper Mill. Малку протече во една бурна атмосфера, во еден дел, што е и за очекување со оглед на нерешавањето на прашањето и на сериозниот создаден револт кај граѓаните. Имам впечаток дека ова што сега, дека во однос на правната регулатива и во однос на одредена опременост на институциите, тие се соврзани раце и во добар дел не можат да ни помогнат, меѓутоа ние не застануваме и ќе се обидиме прво и основно институционално да дојдеме до решение на проблемот. Податоците од пописот на населението што ги објави Државниот завод за статистика покажуваат катастрофално намалување на населението во 4 општини во микрорегионот. Анализата на податоците посочува дека само за 2 децении во Кочани, Виница, Зрновци и Чешиново-Облешево недостасуваат 15.150 жители. Всушност, тоа е нешто повеќе од вкупниот број на жители што во овој момент го има општина Виница. Тоа укажува на фрапантен заклучок како таа да е целосно избришана од демографската мапа. Главна причина за намалувањето на бројот на жителите е иселувањето во странство или во други општини, најчесто во Скопје. Иако дополнително ќе се чека на објавувањето на резултатите од старосната структура на населението, со голема веројатност може да се претпостави дека најголем процент од лицата кои веќе не живеат овде се во работоспособна и репродуктивна возраст. Потврда за тоа е се повидливиот недостаток од млад и квалификуван работен кадар, поради што компаниите се принудени да бараат работници во соседни општини. Дополнителен проблем е што негативниот тренд на намалување продолжува, а во наредните години ќе биде уште поизразен поради намалениот наталитет, што се согледува и со опаѓањето на бројот на новородени секоја година во болниците во регионот. И покрај одделните реакции пред се на представници од политички партии дека пописот е невалиден и неточен, сепак исправањето на евентуални грешки при попишувањето нема драстично да ја промени состојбата. Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој објави јавен повик за доставување барања за исплата на средствата од програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2022 година. Предмет на огласот за доделување финансиска поддршка е набавка на педигрирани чистокрвни или хибридни свињи од увоз или од признати организации согласно Законот за сточарство. Максималната вредност на прифатливи трошоци изнесува до 6.500.000 денари по поединечен корисник. Право на користење на средствата имаат земјоделските стопанства што се запишани во единствениот регистар на земјоделски стопанства при Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Средствата за финансиска поддршка се наменети за набавени нерези и назимки во периодот од 1 октомври до 31 декември минатата година. Барањата се поднесуваат електронски по извршена регистрација на веб страницата e-baranje.ipardpa.gov.mk. Еден барател може да поднесе само едно барање за една мерка или 2 барања за користење поддршка во различни мерки.
Корисниците на средства треба да ги имаат подмирено сите финансиски обврски кон Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, како и кон јавното предпријатие за стопанисување со пасишта и воден надоместок кон водостопанските предпријатија. Барањата кои што не се поднесени електронски нема да се разгледуваат, а крајниот рок за доставување на документацијата е до 15 април годинава. Жителите на улицата Попарсов Блаже во населбите Трајаново, Трло и Шатровик упатија јавен повик до надлежните служби за решавање на комунален проблем, што е актуелен неколку месеци. Се работи за раскопан асфалтен коловоз, што поради санирање на проблемите со водоводната мрежа останал со дупки и нерамнини, кои го отежнуваат користењето на улицата. Граѓаните истакнуваат дека многу често пука до водното црево за вода и прави поплави по улиците и дворовите, при што по поправките остануваат отвори. Одговор од вработените бил дека водовод не е надлежен да го санира проблемот. Исто така помошната уличка која ги спојува двете главни улици не е во план за асфалтирање, поради што граѓаните сами ја тампонирале. Жителите на оваа улица реагираат што немаат ни јавно осветлување, иако редовно ги плаќаат комуналните надоместоци. Слична е и состојбата и на угорницата од спојот меѓу улиците Христијан Карпош и Осоговска, каде по санирањето на дефект на водоводот е оставена дупка. И покрај поставениот сообраќаен знак, непрегледноста на улицата е опасност за возачите. Дополнителен проблем е што парче од асфалтот исто така е оставен на коловозот. Граѓаните бараат надлежните да интервенираат и да ја вратат улицата во првобитната состојба. Редовна мартовска акција за крводарување во рамки на планот за оваа година организираше Општинскиот Црвен крст од Кочани. Одзивот на хуманите граѓани беше повеќе од солиден. Собрани се 38 крвни единици, што е добар знак за успешно исполнување на планираните количини крв за 2022. Акцијата се реализираше во просториите на Црвениот крст во соработка со медицинска екипа од Институтот за трансфузиона медицина од Штип. Крводарителската акција е трета поред во оваа година, а до крајот на оваа година планирани се уште 9, односно за секоја последна недела од месецот во годината. Граѓаните можат доброволно да даруваат крв секој понеделник или четврток во службата за трансфузиона медицина во Кочани. Собраните крвни единици вообичаено се транспортираат во Институтот за трансфузиона медицина во Штип или Скопје, а од таму по потреба до сите клиники, каде што за изведување оперативни зафати има потреба од крв и крвни продукти.